Денеска се донесе една одлука, советниците донесоа одлука за утврдување на надобез на пазарните услуги кои ги дава јавното комунално предпријатие Пазари од Прилеп, со која се зголемија, енормно се зголемија цените на закуп на тезги на подрачните оние дисперзирани пазари кои ги имаме во Марино Мало, во Точила и кај театарот. До сега цената била 500 денари, а денеска советниците од мнозинството, од владеачката партија, донесоа одлука да бидат покачени за фантастични 500%. Од денес, оние локални земјоделци кои остваруваат екзистенција на овие дисперзирани пазари, ќе треба да плаќаат за 2500 денари поскапи услуги како месечен надомест. Ќе напоменам, од 500, колку што се плаќало до сега, на 3000 денари. Се надевам дека градоначалникот, кој не беше денеска присутен на седницата на Советот, ќе излезе и јавно ќе ја образложи и објасни на граѓаните, заинтересираните граѓани секако, оваа нивна одлука. Бидејќи доколку имале ваква стратегија и план, требаше на предизборите да му кажат за овие планови на граѓаните дека планираат поскапување на овие услуги за фантастични 500%. Исто така се покачени и услугите за продажба на земјоделски производи од камион. До сега немало категоризација, денеска видовме дека се воведе прва и втора категорија, до сега се плаќало 5000 денари за камион. Втора категорија се донесе одлука да плаќаат 7000 денари, што е за 50% зголемување од постоечката цена, и за прва категорија 10.000 денари, што е за 100% по зголемување од постоечката цена. Почитувани сограѓани, со ваквите одлуки се стимулира сивата економија, но и ќе направи уште поголем проблем во редот и хигиената во градот. Сведоци сме во изминатите години со доста возила, камиони, каде што продаваат земјоделски производи на различни места и улици низ градот. Со оваа одлука за зголемување на овие цени, сега тоа ќе биде уште повеќе и навистина не сакам да верувам, но ќе се создаде уште поголем хаос. Ќе потенцирам. Доколку градоначалникот и советниците имале ваква намера да ги зголемуваат цените на услугите на јавните предпријатија, требаше да излезат и тоа да го кажат пред изборите на граѓаните. Па после да видиме дали граѓаните ќе гласат за поевтини цени или за повисоки како што е сега, а не да се ставаат сега адхок. Истото се случи и со ветувањето за 20% пониски сметки за вода. Овај месец видовме со факти, секој граѓанин може да се провери на својата сметка дали плаќа пониска 20% цена за вода или сметката за вода му е зголемена. Значи имаше дискусија во однос на цената на услуги кои што ги дава јавното комунално предпријатие Пазари. Тоа е на следна ситуација каде што знаете јавното комунално предпријатие Пазари кубури со средства. Тоа е во дело на некои работи кои што претходното раководство на ова комунално предпријатие со оглед на некои одлуки кои што се донесени ги изел, му ги отстранил објекти како млечниот пазар каде што јавното комунално предпријатие добило средства се на цел да биде ликвидно. Има мала корекција на цените на коштење услугите кои што се во делот на камионите кои што се на подрачјето на периферниот дел на градот, се на цел да ги насочиме граѓаните да ставиме регулација во делот на менаџирањето со пазарите. Знаете дека узурпирани се јавните површини во градот од овие лица кои што идат во одреден временски период во годината. Отежнате сообраќајот во тој дел се на цел да ги насочиме во едно градско подрачје каде што ќе биде изграден еден времен пазар за овие превозни средства, се на цел да ги заштитиме граѓаните од некакви се непогоди со нивната узурпација на просторот каде што го реализираат нивните, односно продавање на нивните продукти.